Одлуката на канадската влада да ги укине визите за граѓаните на Бугарија и Романија со важност од декември 2017 година сигурно ќе има соодветна рефлексија и врз загрижувачката појава за аплицирање на двојни државјанства на македонските граѓани кои по секоја цена настојуваат да добијат бугарски пасош заради можностите за работа во земјите од Европската унија. Може само да се претпостави какви миграции ќе предизвика евентуалното укинување на американските визи за овие нови членки на унијата, ако се има во предвид сонот на илјадници македонци да станат дел од животот во најпрестижната земја на светот. Калкулациите се едноставни. Доколку со бугарски пасош може да се работи и живее во Канада, оттаму неспоредливо полесно е преселувањето во некоја од Соединетите американски држави. Затоа потокот на канадската влада силно ќе ги разбранува миграцијските процеси на Балканот и во Македонија. Иако и Канада како држава е привлечена за голем број млади луѓе кои сакаат да зачекорат кон успешна кариера и подобар живот од другата страна на Атлантикот. Сведено на наши македонски или балкански прилики, двојните државјанства, особено со Бугарија, во дадена ситуација и во догледно време може да добијат национални димензии и да доведат до искривување на историските факти, на сегашноста и иднината. Посебно што постапката за добивање на истите навлегува и во корените на постоењето, припадноста и определбите. На тоа потсетуваат одредени активности на екстремни организации и поединци во двете соседни држави. Од тука дилемата, дали отварањето на Канада кон Бугарија ќе ја прелее чашата во Македонија по прашањето на двојните државјанства.